Граѓани со часови чекаат да завршат работа во градската болница Свети Наум Охридски. Поради генералниот штрајк на јавниот сектор, работеа само 10% од вкупните капацитети на здравствени работници во болницата, па граѓаните на кои им беше неопходен доктор мораа да чекаат за да стигнат на ред. Чекавте многу? Секо 3-4 сата. Тоа е. Од 7 сум дојде на колку е сат. Ова е срамота, треба да се организираат, а не да паѓаме у несвес. Ми се повраќа од чекање. Мене ме примија. Чекавте многу време од принова? Не баш. Ви благодарам. 20 на минути, ама мислам нормални работи се тоа тука. Ли чекавте многу време? За извештај. Од 7 сабајле до сега, уште не сум завршил работа. Чекам некој резултат за крвта, а уште не е готово. Како го гледате штрајкот на медицинарите? Катастрофа. Па ги поддржувам. Штрајкуваа и службениците во судовите, полицијата, управата и вработените во општините. Алфа направи обиколка во повеќе институции, каде не забележавме поголем метеж од граѓани кои чекаат за да завршат работа. Протестот трае на јавниот сектор? На службениците внатре? Да, ми рекла да. Кога ви кажаа да се вратите? Па ти се вратам за 20 минути, ми рекла. За 20 минути. Колку шалтери работат? 3. Не, 2 работат и третиот за подигање на документи. Не. Така има гужва внатре? Не, нема гушва. Ниту пред општина Карпош немаше редица од граѓани. Оттаму вела дека поголем метеж имало вчера, бидејќи луѓето знаеле дека денеска ќе се штрајкува, па побрзале да завршат работа. Најверојатно очекуваните многубројни редици пред институциите не се гледаат и заради летните одмори и високите температури.